Јас сум градоначалник на општина Ново село. Сегашен, но ветувам со ваша поддршка ќе бидам и иден градоначалник. Голема е честа и одговорноста да се биде градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз. Честа е, бидејќи има многу кандидати, има многу примерни луѓе во Социјалдемократскиот сојуз и сите заслужуваат да бидат и кандидати и градоначалници. А одговорноста е огромна, бидејќи градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз имат јасна визија, јасна одговорност да не отстапат од својот пат, бидејќи имаат една единствена задача да направат општина која е добро место за граѓаните и да направат општина по европски терк. Јас како градоначалник мислам дека тоа го направих во мојата општина Ново село. Како валоризација на тоа ја добив поново кандидатурата за градоначалник на уште еден мандат. Мојата општина честопати ја нарекуваат врата на Европа, бидејќи за нас, сакале да признаеме или не, Република Бугарија е најблиската врата на Европа. Меѓутоа, со работењето докажавме и направивме, кога граѓаните од Европа влегуваат, да се збунаат од која страна е сега Европа, дали во Ново село или во соседна Бугарија. А кога ќе дојдат во Струмица, веќе мислат дека во некоја европска метропола. Е тоа се градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз. За такви идеали се бориме. Пред неколку дена нашиот премиер ни се закани со сопствениот народ. Ни вети дека ќе ни се случи народ. Па господине Груевски, дојди да го видиш народот. Дојди и порази не. Јас ти ветувам, 4 општини во Струмичкиот регион ќе бидат општини под водството на Социјалдемократскиот сојуз. Ќе бидат пример за европски општини и ќе бидат општини во кои ќе има среќни и задоволни граѓани. Драги мои сограѓани, пред неколку дена не зафати страшно невреме, не зафати поплава. И место одговорните за поплавата да се срамат, тие дојдоа да се сликаат кај нас. Место да ги чистат каналите, тие направија лаги и бродови во Вардар и посадија жални врби. Тоа ли е иднината за ова наша Македонија? Треба да кажеме не, да кажеме стоп, да кажеме за Социјалдемократскиот сојуз. На 24 март не очекуваат, честопати кажуваме, историски избори. Ова се избори и се историски, бидејќи судбината сакаше локалните избори да бидат референдум за централните, за парламентарните избори. Локалните избори да бидат почеток на крајот на ВМРО ДПМН. И тоа, драги мои поддржувачи, заедно со вас ќе го направиме. Нема друга лекција, нема друга задача. Тоа и во сон и во јаве. Овие 20 дена ова ќе ни биде единствена задача. Стоп на режимот на ВМРО ДПМН. И за крај сакам да кажам, македонецот честопати бил во робство, честопати бил во војни, честопати и секогаш извојувал победи. Но ова е прв пат македонецот да биде под робство од македонецот. Овој јарем, ова робство не се трпи. Тука пред мене го гледам споменикот на Гоце Делчев. Сигурно коските му се обраќаат кога ја гледа државата под робство на ВМРО. Меѓутоа не тоа ВМРО за кој загина, туку ДПМН на кој мора да му дадеме крај. Нека ни е честита, среќна и од Бога благословена кампањата која денеска почнува. Нека заврши со апсолутна победа на нашите кандидати. И на крај, на 25-ти сите заедно на овој проштат да ја пославиме најголемата досега победа на Социјалдемократскиот сојуз. Да сте здрави и живи, да е здрава и жива Македонија!